Благодарам заменик председателке на комисијата, почитувани колеги. Веќе четврти ден дискутираме по однос на предложениот буџет за 2022 година. Ќе се потрудам во мојата дискусија да внесам некои поинакви размислувања, односно моите размислувања, кои што како поенти не преку многу бројки, туку преку пораки каде ќе се трошат парите на граѓаните за 2022 година, се надевам дека ќе поттикнам дискусија овдека во комисијава. Почитувани, предлог буџетот 2022 година представува документ во кој се презентирани планираните приходи и други приливи, како и планираните расходи и други одливи и ги вклучува централниот буџет и буџетите на фондовите за фискалната година. Во буџетот 2022 година се истакнува распределбата на буџетските средства по буџетските корисници, кој е стратешки документ во кој се представени политиките и реформите предвидени за следната фискална година. Каде ќе бидат тие средства насочени, како ќе се трошат и најважно е дали ќе се реализираат и дали ќе допрат до потребите на граѓаните. Буџетот за 2022 година има 4 основни цели: зачувување на здравјето и животите на граѓаните, економско заздравување и забрзан раст, фискална одржливост и непречено финансирање на основните функции на државата и поддршка за реформите во правосудството и евроатлантските интеграции. Со буџетот за 2022 година се предвидени закрепнување на економијата погодена од COVID-19, забрзан раст со зголемени капитални инвестиции, како и одржување на фискалната стабилност преку низок буџетски дефицит. Согласно проценките, вкупните расходи во предлог буџетот се планирани на ниво од 272,4 милиарди денари или 32% од БДП-то, а приходите на 238,9 милиарди денари или 30,9% од БДП-то. Вкупните приходи се на 7,4% повисоки од приходите во 2021 година, а кај расходите има зголемување за 1,4% во споредба со расходите во 2021 година, но тие се пониски како процент од БДП-то споредени со 2021 година. Дефицитот е проектиран на ниво 33,4 милиарди денари или 4,3% од БДП-то, а стапката на инфлација на 2,4%. Планираниот дефицит е во согласност со проекциите утврдени во фискалната стратегија, која што се однесува на годините од периодот од 2022 до 2026 година и определбата за фискална консолидација. Овој буџетски дефицит ја потврдува од одржливоста на проекциите, определбата на буџетската дисциплина, редизајнот на буџетската потрошувачка преку зголемено учество на капиталните инфраструктурни проекти во вкупните расходи. Проекциите за приходите на буџетот 2022 година се базираат на следните предпоставки: реализација на приходите во тековната 2021 година, очекувања за економски раст и подобрување на ефикасноста и ефективноста на системот на наплата на јавните приходи. За остварување на проекциите на приходите планирани се мерки и активности во насока на подобрување на постојната даночна регулатива, намалување на даночната евазија, воведување на напредни технологии, модернизација и автоматизација на работните процеси, зајакнување на капацитетите на институциите за прибирање приходи, зголемена и поефикасна наплата на даночните приходи, зајакнување на институционалната координација. На ваков начин, преку оптимизација на даночниот систем се обезбедува праведен, ефикасен, транспарентен и современ даночен систем, кој ќе се темели на современи дигитални технологии и иновации во даночувањето во функција на постигнување на забрзан, инклузивен и одржлив економски раст. Здравствената криза даде нов акцент
на одржливоста на јавните финансии и силно ја истакна потребата од балансирање помеѓу краткорочните стабилизациони цели и потребата од долгорочна фискална одржливост. Ова ја наметна неопходноста од експанзивна фискална политика со цел поддршка на економијата во услови на пандемија, која доведе до брзо зголемување на буџетскиот дефицит и јавниот долг. За облажување на економскиот шок предизвикан од пандемијата, владата навремено реагираше со донесување на повеќе сетови, односно пакети на економски мерки преку таргетирана и времена поддршка со цел заштита на ликвидноста на компаниите, зачувување на работните места и обезбедување социјална заштита за невработените и ранливите домаќинства. Преземените економски мерки предизвикаа зголемување на расходите на државата, а со тоа и зголемени дефицити, потврдени и од реномирани меѓународни институции. Со цел постигнување на фискална одржливост преку намален буџетски дефицит, во 2022 година се наметнува потребата од рационализација на јавните расходи, мерење на резултатите од реализацијата на расходите, како и зголемување на ефикасноста на трошење. Владата на Република Северна Македонија за стратешки приоритети во 2022 година ги има утврдено: обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на животот на граѓаните, справување со последиците предизвикани од светската пандемија предизвикана од коронавирусот, успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија, развивање на одбранбена политика во функција на развојот, независноста, територијалниот интегритет, безбедност на граѓаните и колективната безбедност, владење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност, квалитетно образование, достапно за сите, согласно побарувачката на пазарот на трудот, развој и напредување на културата и спортот, модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти, целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор, градење на граѓанска држава со етнички и социјална кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување, заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и влијанието на климатските промени. Воедно за остварување на стратешките приоритети утврдени се следните приоритетни цели и тоа: задржување на финансиската и макроекономската стабилност, големување на конкурентноста на економијата и на вработеноста, одржување на солиден економски раст и стабилно макрообкружување преку формирање здрави економски политики, зголемување на наплатата на приходите, обезбедување ефикасна распределба, транспарентност и отчетност на сите јавни ресурси. Фискалната одржливост и поддршката на економијата со инвестиции во инфраструктурни проекти, предвидлив, ефикасен и правен данечен систем, намалување на сивата економија, поттикнување на приватната иницијатива и инвестициите, реформи во јавните финансии преку подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање, извршување и известување за јавните финансии, зголемување на наплатата на приходите, подобрување на системот на јавни набавки и зајакнување на внатрешната и надворешната контрола преку зголемување на транспарентноста и отчетноста во работењето. Етапно воведување на буџетско финансирање во неколку пилот институции по принципот на исполнување на развојни индикатори, клучни перформансни индикатори, значи мерење на тоа како тие ќе го реализираат и ќе го постигнат она што е предвидено во однос на нивната програма. Поддршка и развој на одржливи континуирано микро, мали и средни предпријатија, зголемување на обемот на инвестиции преку директна поддршка и инвестицијски активности на компаниите, унапредување и олеснување на инвестицијската клима и интернационализација на бизнисите. Поддршка на економијата преку зголемување на вложувањата во истражувањето, развојот и иновациите,
отварање на нови работни места со активните мерки за вработување и зголемување на нивото на платите, планирање и одржливо искористување на природните богатства, зголемување на учеството на обновливите видови на енергија во финалната потрошувачка на енергија, обезбедување енергетска сигурност, стабилност и заштита на животната средина. Изградба на нови патни делници, рехабилитација на дел од постојните, обезбедување транспортни услуги со висок квалитет и безбедност. Унапредување на социјалната сигурност, рехабилитација на дел од постојните, обезбедување транспортни услуги, социјалната сигурност, животниот стандард на граѓаните кои се наоѓаат во социјален ризик и подобрување на децентрализацијата на социјалните услуги во локалните самоуправи. Поттикнување и поддршка на активните политики за вработување, отварање на работни места за граѓаните кои потешко се вработуваат на пазарот на трудот. Навремена исплата на финансиската поддршка за земјоделството, руралниот развој, финансиска поддршка од буџетот, финансирана од буџетот на Европската унија согласно ИПАРД програмата. Унапредување на геодетско-катастарскиот информациски систем. Во текот на 2022 година планирано е континуирано подобрување на системот за планирање на буџетот преку редизајнирање на расходите, подобра контрола на трошоците и преземање на одредени предлог мерки на приходната и расходната, како и на промените на финансирањето на дефицитот. Важно е да се подвлече дека за постигнување на оваа фискална консолидација на расходната страна на централниот буџет се предвидува политика на намалување на расходите кај буџетските корисници на стоки и услуги, како и нивно по реално планирање, утврдување на стандарди за трошење, политика на подобрување на структурата и реализацијата на капиталните расходи. Несомнено, 2022 година ќе биде година на економско заздравување и забрзување на растот преку инвестиции. Значајно е да се подлече дека буџетот обезбедува и навремена исплата на плати, пензии, социјални надоместоци, субвенции, се обезбедува реализација на капитални инвестиции кои сите напоменавме дека во 2022 година се планирани да бидат на ниво 37,8 милиарди денари, а се повисоки од буџетскиот дефицит. На тој начин се почитува златното правило во јавните финансии, односно планирани се повеќе средства за финансирање на инвестицијските проекти од предвиденото задолжување. Предлог буџетот во сите карактеристики е развоен, што се гледа и преку проектираниот историски највисок износ на капиталните инвестиции во вкупни расходи од 14%. Уште позначајно е тоа што тие се проектирани на износ кој е повисок од буџетскиот дефицит, односно буџетскиот дефицит е проектиран да изнесува 33,5 милиарди денари или 4,3% од планираниот БДП, додека капиталните расходи се проектирани на износ, како што кажав, од 37,8 милиарди или 4,9% од БДП. Тоа значи дека во 2022 година, почитувани граѓани, ќе се позајмува само за реализација на инвестицијските проекти. Главен ќе биде принципот кој што ќе значи парите на граѓаните ќе се користат онаму каде што има најголеми ефекти за остварување на целите за повисок квалитет на животот. Во однос на буџетските корисници со најголеми расходи на централниот буџет и ниво, во буџетот 2022 година се предвидени, ево вака се распределени тие расходи, 24,5% учествува Министерството за труд и социјална политика, 14,24% Министерството за финансии и функции на државата, Министерството за образование и наука со 14,01%, Министерството за одбрана со 6,62%, Министерството за транспорт и врски 5,74%, за внатрешни 5,74%, Владата на Република Северна Македонија 4,73%, Министерството за здравство 3,6%, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој 2,97%, финансирање и дејности од областа на културата 2,01%.
Она што е значајно и што сакам да го подлечам во однос на инвестициите во образованието, кои што се планирани со 1149 милиони денари, што представува зголемување од 193 милиони денари во Министерството за образование и наука, или споредбено со буџетскиот документ од 2021 година за 20,2%, при што ќе напоменам како е тоа направено. Направено е врз основа на направени анализи и скрининг во 2021 година на потребите на локалните самоуправи во сферата на образованието, меѓутоа и на училиштата, основните и средните училишта, и врз основа на тие анализи е утврдено дека навистина во поголемиот дел од училиштата се потребни реконструкции и обновување на инвентарот, а помалку имаме плански документации кои што, доколку што знаете, тешко се доаѓа во самите општини за да се направат нови училишта. Од таа причина најголемо намалување има во подпрограмата во МОН во однос на инвестициите за изградба на основни училишта за 64,1%, но најголемо зголемување има во подпрограмата реконструкција на основни училишта 197,5% во однос на буџетскиот документ од 2021 година. Исти е случајот и со училиштата, средните училишта, за кои што имаме намалување 20 милиони денари во однос на изградба, но затоа имаме 102 милиони денари зголемување од 467,5% за реконструкција во однос со последниот буџетски документ од 2021 година. Планираните средства за студентските домови се зголемуваат во однос на подобрување на нивната енергетска ефикасност преку подпрограмата енергетска ефикасност, рехабилитација на студентските домови за 148 милиони денари, односно зголемени за 135,8% во однос на последниот буџетски документ од 2021 година. Сакам да истакнам во однос на образование, Министерството за образование и наука, дека имаме во основното образование зголемување за 28,52% на буџетот за основно образование во споредба со ребалансот на буџетот 2021 година. Во однос на средното образование имаме 5,91% на буџетот за средното образование, за високото имаме 4,28% зголемување, додека пак за ученичкиот стандард имаме 17,14%, за студентскиот стандард 45,16%, за науката имаме зголемување од 1,14%, меѓутоа во научно-истражувачката дејност во распределбата на средствата имаме 118% зголемување во однос на ребалансот 2021 година. Почитувани, во делот во образование навистина е многу важно да се напомене дека инвестициите, како што напоменав, капиталните инвестиции се 20,23% зголемени и она што го реферирав е сето тоа врз основа на анализа, не туку така, согледано од барањата и целосен скрининг направен на основните и средните училишта. Секако дека во зголемувањето на ученичкиот и студентскиот стандард, знаете дека има тука удел и зголемувањето на ученичките, износот ученичките и студентските стипендии за студентите кои што се на сите универзитети, независно дали се приватни или државни. Знаете дека имаме воведено и вредност од 2400 за секој студент во академската година за топол оброк и нормално дека навремено исплаќање на тие студентски ученички стипендии. Бидејќи деновиве се наоѓаме пред, да кажам, прослава на 20 ноември, Светскиот ден на детето, ќе кажам дека од Министерството за труд и социјала, покрај тоа што
се зголемуваат трансферите, ќе завршам, трансферите во однос на згрижување на социјалните случаи и ранливите категории, активните мерки за вработување, посебно на младите, би ги истакнала и нашите заложби за намалувањето на детската сиромаштија преку неколку програми кои што се воведени уште во самиот системски закон за социјална заштита, во кој што имаме повеќе средства одвоени за згрижување на децата во згрижувачки семејства, мали групни домови, деца со попреченост, за нивна поддршка во однос на лични и образовни асистенти, отварање на поголем број на детски градинки, со што нормално ќе помогнеме најмалите да почнат да што поголем број на млади помали деца влегуваат во системот на воспитание и социјализирање во овие институции, односно овие образовно-воспитни институции. Тука би завршила, се надевам дека граѓаните на овој малку поинаков пристап, не преку многу броеви, меѓутоа и таргетирани цели во однос на тоа како се распределени средствата на овој буџет, ќе бидат задоволни и најважно е да напоменам, не е важно колку ќе планираме, важно е колку ќе се реализира и апел до надлежните институции навистина добро да ги искористат сите буџетски средства, се во насока на подобрување на животот на сите граѓани. Ви благодарам.